Денеска ќе спомнеме нешто за царството и за верата. Ќе можеме? Интересно, мислам дека ќе биде. Ќе можеме да почнеме одма со стих со Лука 10 глава. Ќе гледам да завршам за 40 минути. Вака вика. Сега ќе нема да шушкаме, еве вака тука ќе читам. Исцелувајте ги болните во него, значи претходно ги праќа да идат по селата и вика исцелувајте ги болните во него и говорете им Божјото царство се приближи до вас. И друг пат им вика кажете им каде да влезете, покајте се зашто Божјото царство се доближи до вас или стигна до вас. Сега, што значи тоа да се покаеме? Оно не е као што сме слушале на YouTube, покај се или ќе гориш. Значи тие приказки за деца за на YouTube. Да се покаеме значи радикално да го смениме нашиот став. Бидејќи се приближи нешто што сега е во нас и што е најмоќното нешто што може да постои на земјата, а не од земјата. Што значи да го смениме нашиот став радикално? Како сме стигнале првично до некој став? Значи до ставот се стига по серија размислувања и прифаќања на работите што ги гледаме и што ги слушаме. Или просто кажано преку повторување на работите. Човекот доаѓа до став и ќе кажат, а тој за тоа има таков став, добар став има, го почитувам. Сега, тогаш, а и сега, нашиот став во однос на некои работи е лош. Бидејќи сега тука е нашето царство, а ние сме уште со некои стари ставови, што треба радикално да се сменат за да можеме да ги живееме тие бенефити на царството, така? Овдека сум пишал да се подсетам, да не избегам од тоа што го планирам. Не се поклонувај пред фактите. Допирот на верата става се под себе. И нема ништо на овој свет што не може да се претопи во допирот на верата. Значи целта на царството во нас е да ги оживуваме работите, да ги оживуваме животите наши во црквата на луѓето околу нас. И некои ставови е многу важно радикално да ги смениме. Пример, верувавме дека сме грешни и некој ни кажа за Христос и ние радикално го сменивме ставот. И јас сум сега праведен. И сега тојот став е јас сум праведен. И тој е добар став, што ќе те гурне во царството да газиш. Силно. Амин. Тука сум пишал да спомнам нешто за навиката. Навиката е интересна работа што сите ние ја имаме и е карактеристика на телото. И сега, кога доаѓа во однос да се покаеме или радикално да го смениме нашиот став, прво што ќе се бунтува е телото. Бидејќи тоа се навикнало многу добро и знае подобро од нас како да реагира и да функционира и да работи и да живее во ситуации. Знае подобро од твојот свесен ум како да вози. Значи, ако ќе седнам во кола и кога ќе почнам да мислам на жмигавците и на 100 работи што ќе треба да ќе стиснам, ја грешам.
оставам на подсвеста тоа да го води, на навиката, што сум ја стекнал, додека тоа сум го учел, сум го повторувал. Навиката е многу интересна работа и нема да кажам е тешка да се смени, но бара радикална промена во умот. За да го смениме ставот, за да смениме навиката, а работите во царството да почнат да ни бидат природни. Не да се тераме да бидеме во мир и во радост и во праведност, тоа по навика така се будиш и едноставно си во мир, во радост и во праведност. И тоа е навика на телото. И после тоа слободно се препушташ на телото, зашто тоа е добра навика. Исто е со се, со алкохол, со цигари, со зависти, со апчиња, со било што. Значи тоа е состојба на која што ние сме се навикнале во телото. И телото сега мисли за нас. И додека некој не ни каже дека има подобро, за ние тоа да го земеме и да го смениме ставот, ќе останеме во тоа и ќе немаме бенефитите на царството. И тоа е жално. Овдека сум пишал некој тежок збор, сум пишал да објаснам дека не сме животни. Значи, животните само реагираат во светот на тоа што ќе им се даде, што ќе им се покаже. Значи, ние сме деца на Бог, имаме царство. Едно сме со Бог. Друг проблем што го гледам, што се јави кај мене во фамилијата која го прифатив Христос, е со коренот. Абе, твојот корен е од прадедо. Добро. И сега ја читам Библијава и гледам дека нема врска тоа со корења и со цреши и со корнења. Значи нема врска. Ајде да видиме кој е нашиот корен во 1 Коринтијани 6:17. Кој се соединува со Господ, еден дух е со него. Океј, јас ја почитувам линијата на фамилијата, но не мора да го наследам ставот, гените и природата на линијата на фамилијата. Сега сум еден дух со него. Ако се вратам и порано, на вистина сите сме од Адам, а Адам е од Бог, значи ние сме од Бог, значи твојот корен е од Бог, не е од дедоти и прадедоти. Не мора некои ставови и навики и размислувања да ги взимаме од старите. Ако се добри, да. Меѓутоа, ако не се, добро е да се покаеме, да го смениме ставот радикално. Како што го сменивме кога ни кажуваа дека сме грешни, сега не сме грешни, сега сме праведни. Извинете, со водата. Тоа е многу интересно за... Еве, размислувајте, значи, прв чекор за навиката да се смени е да бидеме свесни. Кога влегуваме во реакција, што не треба да биде, тука пробајте да се фатите што мислите и тука е почетокот да се каже стоп. Значи, тоа е тој момент што несвесно ни бега, бидејќи подсвесно се прави од телото и ти ќе нема ни да приметиш, а нешто ќе направиш, бидејќи совршено си го повторил 100 пати. И јас знам во прво деление учевме да множиме. И тоа како ти ќе го научиш? 2 по 2, 2 по 3 со повторување. Сум повторувал 100 пати. И сега знам да множам до 10 или тука 20 знам. Ето така. Сега, еднашка во средно, таков
горд. Знам во прва или во втора. Значи јавев со сите петки. Да. Значи кога си почнав со 2 ќеца. И толку многу се уплашив, си викам што е ова, не било знаеш вака, кај јас сега проблеми ќе почнам да правам, да паѓам, не било вака. И кога земав од тогаш да бубам, петка до петка, чудно дури, али добро. До 8 со тројчиња така, усредно памне со петки. Чудо. Сега. И идам во втора, во средно или во трета и некоја професорка се смени по математика, да. И некои задачи ги постави на таблата и ја ќе ги решам. Излегов и пишам, ама бев убеден дека тоа е така. И она ме гледа и се смее и јавиш. Волкуе и тоа бе, ти мајта пизляси, си играш со нас. И после тоа ги гледам, нешто сум сгрешил, сум се збунил скроз на прости задачи со множење. И си викам, види, какви грешки. Интересно тоа. Но, како и да е, навиката е моќна работа. Иако не е духовна, е моќна, што можеме да ја земеме во наша корист. Да природно да ни дадат работите од царството, а не работите и фактите од светот. Не сме ние животни да ни кажат на вести и ние во паника да правиме сега ствари. Не. Ние се смируваме со Господ, имаме царство што е изобилие, што е дар и ги црпиме работите од таму. Во црквата, дома, со жената, сам, со Светиот Дух, ги црпиме работите од царството, не од светот. Амин. Амин. Ајде да видиме Лука 17 глава. 20-21 стих. Ако фарисеите го прашаа кога ќе дојде Божјото царство, тој им одговори велејќи: Божјото царство не доаѓа туку така да може да се забележи. Ниту пак ќе се каже еве го тука е или таму, зашто ете Божјото царство е во вас. Врати го на 20. Велејќи. Значи, не може да се забележи, да се наблюдува. Ова на што ве потсеќа? На Светиот Дух? Како ветер? Не можеш да го забележиш. Но во тебе, Светиот Дух е во тебе, бидејќи царството се состои во Светиот Дух. Светиот Дух е цар во царството свое. Светиот Дух е мир и радост и праведност. И решил да живее во мене и во тебе. Они си мислеа дека Исус ќе дојде со меч. Затоа прашуваа кога ќе нападнеш. Имаме ние херои двајца, ќе ставиме таму еден со снайпер, друг со копие и да земеме царството и како Давид да владееме вечно. Не. Ова царство не е на сила, ова е царство на љубов, на мир и на радост и на праведност. И не сме сами. Значи Светиот Дух е во нас. Црквата е со нас. Се имаме ние. И треба да направиме разлика во светот. Во се. Во размислување, во делување, во постапки, во се. Но првично е да го смениме тој став за многу работи што не јаде, што не копка. Тоа е многу битно. Бидејќи од таму се ќе следува. Јован 18, 36-37. Ајде видиме што беше ова. Да, Исус одговори: моето царство не е до овој свет. Не е од овој свет. Ако моето царство беше од овој свет, моите приврзаници ќе се бореа
да не им бидам предаден на евреите, но моето царство не е тукашно. И следниот. Пилат на тоа му рече, значи цар си. Исус одговори, ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа. Сега ја колку пати сум ви кажал на проповед, кога Исус зборува за себе, зборува и за нас. Ова во превод ние си го зборуваме на себе. Ти велиш дека јас сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов. Значи ние се родивме за да бидеме цареви, да бидеме тука на земјата во црквата и да ја покажеме неговата слава. Значи ние сме за тоа родени, бидејќи сме еден дух со Бог. Еден дух. Ние често се буниме, кога ќе кажам јас пример на некого, дека сме исти со Христос. Ама како ти грешиш? Значи тоа се состои. Значи човекот може да влезе во состој. А самото битие на човекот е оправдано и е чисто. Затоа ние сме царе. И затоа се родивме, затоа дојдовме, за да сведочиме за вистината. Да им кажеме на другите дека и другите се цареви, за да им го смениме ставот. И ова е радикално. Значи ова е радикално. На кој те го кажеш, ќе се смее како Пилат. Значи ти си цар. Ти текнува да не? Цар. Да, цар си. Во најполнизна смисла на зборот, ти си цар, ама со други вредности. Ти сега знаеш да служиш, а не да грабиш. Амин. Цар на царевите. Така е. Ајде една интересна во Марко, 9 глава, 22 и 23. Осеќам, ова ќе биде многу брзо. Марко 9, 22, 23. Ја знаете приказната, а често го фрла во оган и во вода за да го погуби. Но ако можеш нешто да сториш, смилувајни се и помогни ми. Исус пак му рече, ако можеш, се е можно за оној што верува. Сега малку стихот да го подсредиме. Значи, родителот на синот му вика на Исус, но ако можеш нешто да сториш. А Исус му вика во оригиналниот превод е, како мислиш ако? Како мислиш ако можеш? Нема опција за ако во царството. Не постои опција ако. Ако е голем збор што не припаѓа во царството. Туку му вика се е можно за оној што верува. Значи во царството нема ако. Не можеме да пристапиме на Исус и да му кажуваме ако можеш тоа да го направиш. Не. Нема ако. Ако сакаш, Сега сме во царството. се е може. А царството, како што кажав, е дар, каде што иде царството. Се што им фали на луѓето, им растеше и раце, и заби, и нозе, и се. Бидејќи тоа царство носи живот во луѓето. И се погодило да биде во нас. И сега нема веќе ако. Абе, ако може дај детево да пројде. Не. Сега ние заедно со Светиот Дух имаме одговорност. Верата е одговорност. Не е страшна работа, али е одговорност. Значи, те тера да седнеш, да се смириш и да размислиш кој си. Да размислиш на твојот идентитет. Да видиш што имаш, што ти припаѓа.
Најлесно е како животните. Да станеш, ќе одам, ќе јадам, ќе пијам, ќе се степам со мачката или со кучето, глувчето ќе го бркам и вечерта ќе се смирам, ќе спијам и утре пак. Не, сега ние имаме одговорност да донесеме живот и да не се плашиме од тоа, бидејќи не сме родени за да реагираме на работите. Сме родени да влијаеме, да афектираме, како да кажем. Да онадиме, да. Онаквото, знаете. Да. Да онадиме, да. Ауф. Да. Ајде да кажам еден пример дека нема ако во царството Божие, дека на нас ни е природно да веруваме. Значи, кога кажам да веруваме, не е ај сега ќе седнам, ќе се помачам, ама ќе поверувам и ќе го измолиме и ќе види дека еве јас се потрудим да верувам и ќе биде. Не, значи тоа е природно. Како што ти е природно да седнеш, да јадеш, да пиеш вода, да зборуваш, да возиш кола, да пливаш. Мене не ми е природно да пливам. Страф ми. И треба радикално да го сменам мојот став, Охрид да се джитнам и да пливам. Тоа е. Друго нема. Тоа е. Или во струга, да. Нема сега, типа Охрид, еве, во струга ќе одим. Како? Охрид. Не знам дали сум ви го кажал примерот со мајка ми. Ми дојде дома да си ги бара цвиќерите, ги загубила. И во паника, знаете, за читање, и треба, значи, да чита, да гледа, да... И ги нема. И ајде си викам, ќе ти помогнам да ги пронајдеме. Значи, пребаравме се што може да се пребара. Дворот цел, значи, го изоравме, се, сабе ги нема. Значи, ги нема едноставно. И си викам, чекай, вака, викам, не бива. Дај, викам, ние да седнеме и ја ќе се помогнам. И викам, во царството не може ништо да биде загубено. Не може, значи, работите да се губат во царството. Или кој ќе зборува, ќе ви каже пример за новчаникот. И викам, не можат работите во царството да бидат изгубени. Исусе, ти благодариме што по благодат до вечер цвиќерите ќе ни дојдат дома. Цвиќерите. Не клучевите. Цвиќерите. Така, да, така. Е сега, седиме дома и заборавивме, скоро пред да се стемни. Дојде една пријателка на мама и вика, научари да не се твои. И вика, ги најдов пред врата во кујна. А ние, значи, пребаравме 100 пати, значи. Сигурно, значи, пред вратата пребаравме 100 пати, ги немаш. И не е можно да не ги видиш. Што се случи? А разумот кажува, не си ги видел. Таму биле, не си ги видел. И ја верувам дека ги снемало, значи се скрили некаде. Значи биле на место што ќе немало да се најдат. И бидејќи побаравме помош од царството по благодат, научарите се префрлиле од таму за кога комшивката ќе дојде да ги земе и да ги даде. Точно како што побарав. И ова го надминува секој разум. Бидејќи не е можно тоа, ама за царството е можно. Ние дојдовме за да бидеме цареви. Ние имаме поддршка од небото, од царството, не од земјата. Амин. Значи, еве,
Испробајте го тоа, испитајте за било што. Во царството работите не се губат. Може. Джебите се враќаат. Освен куцевите. Не се губат. Сега замислете ангелите кај Исус го снема Исус, се загуби Исус. И ти ќе му кажеш, во мене е Исус. Не се губат. Јован, 11 глава, 40-42. Ете, сум заборил нешто да кажа. Ајде, следен пат. Јован 11 глава, 40 до 42, така? Добре, нафалимо. Исус и рече, нели ти реков, ако веруваш, ќе ја видиш Божјата слава. Тогаш го поместија каменот, а Исус ги поткрена очите и рече, татко, ти благодарам што ме послуша. Јас знаев дека секогаш ме слушаш, но ова го реков заради на собраните луѓето да поверуваат дека ти си ме пратил. Ќе го вратиш тоа? Ти благодарам што ме послуша. Јас знам дека секогаш ме слушаш. Сите ние се молиме. И сакам да знаете дека Господ секогаш не слуша. Еве доказ. Татко, ти благодарам што ме послуша. И 4 и јас знаев дека секогаш ме слушаш. Еве добар став. Ко се молиме, да кажеме јас знам дека секогаш ме слушаш. За да знаеме дека што и да побараме, ќе ни биде дадено, така? Ако не знаеме дека не слуша, ќе ни биде да се помолам, па ако биде, биде. Ако не може, не е нешто до волјата, до некои такви ствари. Друг пат ќе збориме за волја. Значи Исус кажа дека сака, дека е за нас. И пеевме дека е во нас, околу нас, позади нас, преку нас, со нас, во нас. Еден дух сме. Значи волен, сака. Волјата е таа, дека сака. И кажа дека што и да побарате, ќе ви се даде. И потврда уште една. Во 1 Јован во 5 глава, 14-15 стих. А ова е увереноста која имаме во Него, дека не слуша ако бараме нешто според Неговата волја. И со овој дел сите религиозни се бунат. Ама ако е по Неговата волја. Добро е луѓе. Од прилика веќе волјата на Исус ја знае. Да не се паќаме за работи за кои што се плашиме, да ги бараме и да се вадиме на Неговата волја. Ево, сега ова ќе го искористам, што требаше са преска, ќе дојде од дека добро. Бараме и кога ќе добиеме, се закочуваме. Поради навиката да немаме. Значи, некои од нас сме се навикнале да немаме. И тоа е жално. Тоа е навика. Тоа е состојба, што треба да излеземе. Некој став за нешто не кочи. Значи, ставот, навиката, чувството, предпоставката се делови од верата. И припаѓаат. Бараме и кога ќе добиеме, се закочуваме поради навиката да немаме. Хајде да се навикнеме на Царството Божие. Амин. Прва Јован го читавме во 5 глава. Да, ама да го довршим. И кога знаеме дека не слуша што и да бараме, знаеме дека ќе го добиеме она што сме го побарале од Него. Значи, кога одиме на молитва, идеме со став
дека знаеме дека тоа што ќе го побараме ќе го добиеме. Понекогаш да, ќе треба време. Но пред се е ставот и свесноста дека не слуша. И не слуша одгоре. Тука, значи, веќе зборуваме за одвоеност. Бидејќи тоа е во тебе, одвоеност нема. Во претходните проповеди се кажаа многу ствари како не слуша и што слуша, значи во срцето. Ај, еден практичен пример за тоа како да се молиме. Ајде, Андриче. Песна на песните. 3 глава, од 1 до 4 стих. Ова е сега многу интересно. 1 стих. Во своето легло во ноќите го барав оној кого го љуби мојата душа. Го барав, но не го најдов. И така, ќе станам и ќе го оптрчам. Добро. Градот по раскрсниците ќе го барам оној кого го љуби мојата душа. Го барав, но не го најдов. Ме сретнаа стражарите кои го обиколуваат градот. И јас ги прашав, дали го видовте оној кого ја љуби мојата душа? Туку што тргнав од нив, значи тие сигурно му рекле нема шанси. Го најдов оној кого го љуби мојата душа, го фатив и нема да го пуштам додека не го воведам во домот на мојата мајка, во спалната на мојата родителка. Ви доаѓа вака на памет тоа што го мислам? Ај пак сврти. Во своето легло во ноќите, кој ќе легнам, ќе се смирам. Имам молитва, имам желба. Го барам она кого го љуби мојата душа. Значи имаш барање пред Господ. Но не го најдов. Разумот, ставовите те кочат, се мачиш, навиката, целото тело иде против тебе, невозможно е тоа. На Вибер тоа што го стави брв. И така, ќе станам и ќе го оптрчам градот. Кој град? Твојот ум. Што верувам? Што ставови имам за ова? Што сум заклучил? Што да отклучам? Што да врзам? Што да одврзам? По раскрсниците ќе го барам оној кого го љуби мојата душа. Го барав, но не го најдов. На викиве ме згазија. Не можам да го видам, не можам да поверувам, ми е тешко дека тоа е можно за мене. Не можев јас да се замислам дека ќе зборувам. Сум ви кажа. Значи јас се плашев да стојам пред други. Не можев да замислам. И сега, 3. Ме сретнаа стражарите. Опа, сега разумот доаѓа. Кои го обиколуваат градот. Навиките и разумот. Значи тоа не е против тебе. Значи тоа се работи што ти претходно си ги врзал, си ги заклучил да бидат во тебе, во твоето битие. И сега си решил да ги смениш. Ама стражарите верно си чуваат. Како викам, дека не му даеш на кучето месо, коската ќе ја држи. И тоа го кажа Љупчо пред многу години. Здраво, Љупчо. Прецизно. Да. Иде, значи се договоривме точно да влезеш, ќе ти платам. Браво. Сега.
на предходниот. И се прашуваш дали е возможно да го видам ова, да го најдам, да го опипам, да излезам од тоа, возможно ли? Стражарите си кажуваат не. И сега во следниот стих, во 4-тиот стих, туку само што тргнав од разумот и од сетилата и од се што ме држи, да не верувам, го најдов оној кого ја љуби мојата душа. Конечно се видов, во мојот случај, ја можам тука да стојам и нешто да кажам на црквата. Иако многу конечно ова го видов. Го можам мое. Го фатив и нема да го пуштам. Ќе останам во него. Додека не го воведам во домот на мојата мајка. Која е твојата мајка? Светиот Дух, така? Светиот Дух не е жена. Религија. Твојата мајка е Светиот Дух. Во спалната на мојата родителка, Светиот Дух нас не роди и молитвите наши ги носи од непостојање во постојање. Овој е процесот. Е сега, во модерен јазик, во модерен јазик кој би прочитале, овака некако прилика. Додека се седам на стол и се молам, се чувствувам себе си точно во ситуацијата на мојата исполнета желба. И кога ќе ја почувствувам таа состојба, не ја пуштам туку така. Тоа расположение го држам некое време и во тоа расположение заспивам. И тој момент го носи, ја носи молитвата во куќата на мојата мајка, во одајата на таа што ме родила. И следниот ден ќе бидеш воден низ серија на нас, та нешто ќе ти немаат смисла и ќе ти се исполни тоа што си убарал. На начини на кои што не можеш да помислиш, нити па да погодиш, нити па да помогнеш во тој процес. Ќе се најдеш само да живееш, да газиш. Си го побараш, значи тоа, се движиш и ќе се чудиш како те снашла. И ќе ти текне, јас за ова се молев. Еве вака. Од Соломон, во 3 глава, од 1 до 4 стих. Испробајте го ова. Ние не се повлекуваме и не сме само последица на животот. Од сега ние сме причината за животот. Да не се плашиме да замислуваме најдобро за нас. Само заради тоа што секогаш кога ќе предпоставиме нешто добро, разумот и сетилата ја негираат вистината на нашата предпоставка и замисли. Имагинацијата не става внатрешно во допир со цела палета на состојби. И сите тие состојби постојат и се многу реални кога мислиме од нив и кога остануваме во нив. Ова сме го зборели на предходните проповеди. Значи, така би требало отприлика да биде молитвата. Ние не молиме, не просиме. Ние сме во царство кое што има веќе обезбедено се за нас. И тој е процесот на зимање од невидливото во видливото. Светиот Дух го носи, ти го раѓаш во тебе. Ти си Христос. Исус кажа, јас сум воскресение и живот. Е сега, земи состојба, што ја сакаш.
и ти ќе ја воскреснеш и ти дадеш живот сега, бидејќи Исус во тебе е воскресение и живот. Ти самиот си сега воскресение и живот. Ти им даваш живот на состојбите. Ги воскреснуваш да бидат реални. Не толку така се будиме и случајности ќе се случат. Се е точно, прецизно наместено. Според верата. Зашто да користиме за лоши работи, да бидеме во фрустрација, да бидеме во немир? Нема потреба. Нашето битие е праведно. И сега ние одбираме што ќе воскреснеме за тоа да живее во нас и околу нас. Амин.